Јас нема да одземам многу време, со оглед на тоа дека ви ветивме дека нема многу да трае. Голем дел од кои делови се составени проектите, веќе ги кажа колешките, така да јас накратко за некои настани на кои сум учествувал, благодарение на Националната агенција, значи неколку настани во Белград. Тука има и твининг проектите кои што се со национална ознака за квалитет, за кои накратко ќе кажам, тоа е убавината во очите на гледачот. Како што гледате, 4-та година се реализира овој проект. Ќе видиме за што станува збор. Понатаму проектот Pixel Art и проектот Мали волшебници. Значи првиот проект убавината во очите на гледачот, значи целта на проектот е да се промовира 13-тата цел за одржлив развој, односно климатските промени и влијанието на планетата Земја. Значи јас учествував со 14 ученици кои што беа на возраст од 11 до 13 години, меѓутоа тука учествува и ученици од училишта кои што беа од помала возраст, меѓутоа и од средни училишта. Еден пример на активност, значи ова е учество на Европската недела на кодирање. Се разбира дека во овој проект е и твининг амбасадорот Аида и значи овој падлет е поставен од неа. Инаку станува збор за многу интересна активност која што се вика од кујната на баба, каде што го прославувавме светскиот ден на здравата храна, кој што се слави широм светот на 16 октомври. И на овој ден, значи, сите ние правевме рецепт за нашето традиционално јадење, каде што рецептите ги пишувавме во шифри и ги разменувавме. Морам да кажам дека најден огромен интерес од учениците. Овдека имаме, значи, само дел од нашите ученици кои што учествуваа. Понатаму уште некои активности кои што накратко ќе ги објаснам. Значи овдека учениците правеа ветерници, при што има насоки кои материјали им се потребни и како тоа да го направат. Потоа во учениците ги испробуваа, правеа видеа и видеата ги споделуваа на платформата. Уште една активност каде што учениците од сите партнер училишта правеа експерименти во делот на природни науки, каде што понатаму видеата беа пратени во нашето училиште, каде што учениците преку OBS го снимија видеото и беше прикачено на платформа. Понатаму опфативме современи форми и методи во наставата по природни науки и физика, понатаму некои мобилни апликации кои што можат да се користат и така натаму. И сите беа поканети на една виртуелна тура во едукативниот центар во Матка, каде што сите заедно поминавме виртуелно низ целиот објект, при што ги следевме упатствата и некои податоци кои што беа интересни за учениците. Уште еден e-twinning проект, тоа е проектот Pixel Art, со кој што учествувавме на Европската недела на кодирање со активности кои се однесуваа на една техника Pixel Art во наставниот процес, но ги користевме и како во наставни активности. Значи, тука е логото. На почетокот, кој имавме представување, а потоа од сите училишта учениците беа ангажирани да нацртаат лого и потоа сите гласавме кое лого
е најубаво и кое лого да биде поставено за самиот проект. Тука работевме со ученици на возраст од 12 до 14 години. Нормално дека во проектот обележувавме и други значајни денови, но пак ќе ви кажам во интерес на времето, ќе преминам понатаму на третиот проект Мали волшебници. Неговата цел е учениците да развијат комуникацијски и истражувачки вештини, тимска работа, решавање проблеми, експериментирање и донесување заклучоци преку видеа и експерименти. Значи, овој проект им овозможи на учениците да се впуштат во светот на науката, да бараат решенија за некои проблеми и да ги изразат своите идеи на оригинален начин. Значи, возраст од 12 до 14 години. На самата слика гледаме дека се станува збор за теми од физиката. Тука на оваа слика, значи, гледаме електрична искра, односно електрично празник. Но, ќе кажам во интерес на времето, поминуваме понатаму, некои добри практики како примери за тоа како и твининг проектите ги потикнуваат учениците да се вклучат во значајни теми и да развијат нови вештини преку дигиталните алатки и нормално глобална соработка. Како прво имаше соработка со училишта од некои земји од регионот, како што се Хрватска, Србија и Босна и Херцеговина, при што, кажавме, имаше избор на лого, понатаму онлайн состаноци на партнер училиштата, користевме дигитални алатки и методи. Тука ќе спомнам CodeWeek, кој што го користевме за два од наведените и твининг проекти, понатаму денот на сигурност на интернет, кој што исто така беше обележан во сите три проекти кои што ви ги напомнав. Понатаму, значи, теми поврзани со одржливост и екологија, како што е светскиот ден на енергетска ефикасност и денот на планетата Земја. Понатаму, преземање одговорност за критичко размислување, како што е експериментирањето и евалуација на проектот и на крај проширување на свеста за човековите права преку денот на човекови права. Тука спремив повеќе материјал, меѓутоа ќе продолжиме понатаму. Некои предизвици со кои ние се соочивме при реализација на e-twinning проектите и начини на кои ги надминавме со оглед на тоа што јас прв пат учествував во овие проекти, еден од предизвиците беше јазична бариера. Меѓу наставниците не, меѓутоа помеѓу учениците имаше мала јазична бариера, меѓутоа ја надминавме со користење на англискиот јазик и некои алатки за превод. И уште еден предизвик беше недоволно ангажирање на учениците. Кажав дека имаше ученици од различна возраст, не сите ученици беа подеднакво заинтересирани за темите и активностите, што влијаеше на нивната мотивација и ангажираност. Како го надминавме тоа? Значи, со интегрирање на повеќе интерактивни и забавни активности, како што е CodeWeek и експерименти кои што ги потикнува учениците да се вклучат преку игри и практични задачи. Понатаму им остававме повеќе простор за нивните идеи, при што се зголеми нивното учество. И на крај, како заклучок за важноста, како заклучок до кој ние дојдовме, за важноста на e-twinning во образованието можноста за иновации во наставата, каде што се воведуваат нови пристапи во учењето преку користење на дигитални алатки. Понатаму имаме глобална соработка и културна размена
и развој на вештините на 21. век. Преку проектите, учениците и наставниците ги развиваат своите комуникацијски, колаборативни и критички вештини, кои што нели се клучни за иднини. Па еве, самата слика што стои го покажува ова. Од мене толку, јас ви благодарам.